Почитувани присутни, посебно до представниците на комисијата, меѓународните експерти кои што се овде, секако представници на институциите, но најповеќе на присутните млади луѓе, секако добитниците на грантот. Прво ќе прашам дали немаше некој грант за блокирање на лажни вести и пранкови. Ако има, ве молам од фондот, употребете го тоа. Драги пријатели, така е. Тоа што е актуелно, веројатно ќе биде и мотивирачка и водечка идеја за да работат креативните млади луѓе во периодот кој што доаѓа. Но денеска сме на промоција на 48 стартап бизниси, јас го проверив тоа до крај. Навистина се 48 стартап бизнис идеи кои добија поддршка преку двата повика од Стартапувај. Кога треба навистина да ги поддржиме младите луѓе и нивните иновативни бизнис идеи, тогаш, верувам, задоволството е обострано и е најголем. Вложувањето во стартап бизнис идеите на вас, младите луѓе, е вложување во иднината и во нашиот заеднички напредок и прогрес. Затоа што навистина светот останува на младите. Младите луѓе треба да го искористат целиот свој потенцијал и на светот да му го понудат најдоброто од себе. Иновациите и предприемачкиот дух се промената што го движи напредокот. Затоа на младите луѓе и на сите оние кои имаат креативни идеи, мора да им ја пружиме целосната поддршка и да им дадеме ветар во крилјата. Бидејќи единствено така, сите ние заедно имаме неповторлива шанса и светот да го направиме подобро место за живење. Почитувани добитници на грантовите од повикот Стартапувај. Вие го движите времето на промените што во моментот се случува во нашата земја. Имавме прилика и од Сања и од Иван да слушнеме за нивните иновативни проекти и за нивното искуство при аплицирањето за грантовите. Друга стартап компанија добитничка на грант, Преплет Дизајн ДОО, планира создавање на уникатни дизајнерски текстилни производи кои може да бидат користени од лица со делумно или целосно оштетен вид. Plant Factory ќе развива напредна технологија за беспочвен систем за производство на билки кои се користат во фармацевската индустрија. G6 Solution ќе понуди на пазарот иновативен уред Pedales кој е наменет за велосипеди и ги трансформира истите во електронски велосипеди. Ова се секако само мал дел од проектите кои се поддржани со повикот Стартапувај. А гледаме колкави големи промени поттикнуваат. Јас сум уверен дека сите овие 48 проекти ќе бидат успешни и ќе донесат нова додадена вредност во нашата економија и на свој начин ќе го подобрат нашиот заеднички живот. Фондот за иновации и технолошки развој заедно со Светската банка обезбедија средства во висина од 1,8 милиони евра како финансиска поддршка за овие проекти. Со поддршката на овие стартапи се отвараат 45 за старт нови работни места, а просечната исплатена плата е димензионирана да биде во износ од 462 евра. На самиот крај би сакал на сите да ви посакам успешна работа и влез во многу други стартап предизвици. Вашата креативна и иновативна мисла е движечка енергија за сите нас и за граѓаните на Република Северна Македонија. Нека е со среќа на сите добитници и испраќам порака до останатите млади луѓе, но и сите граѓани на нашата земја да ги користат овие алатки, заради тоа што веќе и фондот се усоврши во одлучувањето, економијата јакне, буџетот е се поликвиден и финансиски постабилен, партнерите како Светска банка, но и другите ќе продолжат да помагат, затоа што дефинитивно можеме да бидеме сами своји газди. Да не бараме работа само во јавната администрација или во она што го имаме како понуда. Сакам да испратам повик до сите млади луѓе, да фрлам ракавица, да смогнат сили, да соберат храброст, дефинитивно својата идеја, како што објаснија претходните соговорници, да ја стават на хартија и да се борат како лавови за имплементација на својата идеја. Нека е со среќа и со успех.